Актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието Илија Стоилов е изведен пред судија на претходна постапка, откако синоќ беше уапсен за примање подкуп. Заедно со него приведени се 3 други лица, меѓу кои е и сопственикот на фирма кој дал подкуп. Според првичните информации од истрагата, на директорот на платежната агенција му биле ветени 50.000 евра за да стори незаконско дејствие, од кој вчера тој примил 400. Деталите ги има Зоран Јаневски, го вклучуваме во живо од пред судот. Зоран, што точно опфаќа оваа постапка, се барали за него и за останатите приведени мерка притвор? Да, за сите 5 мина осомничени во овој случај, каде што е осомничен и актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, јавното обвинителство бара да биде одреден притвор. Тие повеќе од 4 часа се наоѓаат овде во кривичниот суд, беа на распит пред судија на претходна постапка. Рочиштето е завршено пред околу 1 час, но според најавите за 1 до 2 часа ќе биде утврдено, односно ќе биде објавено дали за сите 5 мина фатени со овој случај ќе биде одреден на притвор. Од обвинителството велат дека притворот се барал заради опасност од бегство, повторување на кривичното дело и влијание врз сведоци. Во овој случај, освен директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, опфатени се уште 4 лица, односно сопственика на приватна фирма и накуп порано министер за локална самоуправа, станува збор за Џевдет Насуфи, како и уште 3 лица, едно вработено во Скопската дирекција на управата за јавни приходи, еден вработен во Министерството за земјоделство. Според обвинителството, уште од февруари Џевдет Насуфи нудела подкуп од 50.000 евра за директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, за тој да потпише проектот ИПАРД програмата. Првата рата од 400 евра Стоилов ја добил во текот на вчерашниот ден. Имаме изјава од Министерството за внатрешни работи, предлагам да ја погледнеме. Прво осомничениот управител на правно лице од крајот на февруари до вчера, искористувајќи ист траен однос и исти прилики во повеќе наврати, директно и преку посредници му ветил подарок парични средства од значителна вредност на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. Останатите тројца осомничени, од кои еден даночен референт во УЈП РД Скопје и еден државен службеник вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, побарале и го поттикнале директорот на агенцијата да изврши службено дејствие, што не смеел да го изврши. Зоран, прво, имаме ли информација кој го пријавил овој случај, на кој начин откриен, со оглед на тоа што меѓу приведените и сопственикот на фирмата кој го дал подкупот или планирал да го даде во целосниот износ од 50.000 евра? Вообичаено, токму ониот кој е побаран подкупот се оние кои го пријавуваат ова дело, подкуп. Во овој случај не е така. А втора, ретки се случаите во кои висок функционер од власта е приведен за ваков криминал. Какви се политичките реакции? Според обвинителството не може да се открие кој го пријавил овој случај, сепак ако се суди според зборовите на премиерот Христијан Мицкоски, имало дојави за вакво однесување, па тие биле и санкционирани во текот на вчерашниот ден. Тој ги повика сите граѓани да пријавуваат вакво коруптивно однесување и како што вели Мицкоски, тоа нема да се толерира. Еве неговата изјава. Јас во неколку наврати во минатото сум кажал дека таков тип на девијантно однесување нема да се толерира. И откако претходно имаше дојави за таков тип на девијантно однесување, се случи таа акција и од овој момент па натаму, нели, случајот е во рацете на обвинителството, судовите и така натаму. Апсолутно сум го кажал тоа многу пати во минатото, ќе го повторам дека тоа нема да се толерира. Знаете, во минатото имавме и уште неколку вакви случаи. Меѓу другото ќе го потенцирам и случајот со директорот на гериатрија и слично. Реагира и од опозицијската СДСМ, велат дека случајот всушност ја покажувала корупцијата која владеела во секторот земјоделство. Еве изјавата. Директорот од ДПМН е фатен со рацете во криминал. Прашање е дали министерот Трипуновски е замешан во оваа корупцијска шема. Ке поднесе ли оставка или ќе гледаме уште една
фарса без одговорност. Уште колку други случаи на земање мито и злоупотреби се прикриени во агенцијата и министерството. Да, сите петмина осомничени се уште се наоѓаат овде во Скопскиот кривичен суд, каде ја чекаат одлуката од судија на претходна постапка по доставеното барање од обвинителството, со кое се бара притвор за сите 5 лица. Остануваме овде по повеќе информации за наредното информативно издание. Зоран, те очекуваме во Централниот дневник. Благодарам.